Денес православната црква го чествува споменот на преподобниот Јован. Светиот Козма, епископ Халкидонски и преподобниот Авксентий, неговиот соподвижник. Преподобен Јован, ученик на светиот Григорий Декаполит. Во времето на иконоборната ерес царот Лав Ерменин го подложи свети Јован на маки заедно со неговиот учител Григорий и со светиот Јосиф, песнописец. Кога Григорий го заврши својот земен живот, Јован стана игумен на Декаполитовиот манастир во Цариград. Штом стана игумен заради царството Божјо, тој го удвои својот подвиг. Се упокои мирно околу 820 година. По смртта, Јосиф го погреба Јована близу до гробот на неговиот учител Григорий. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, Господи, Светиот Козма, епископ Халкидонски и преподобниот Авксентий, неговиот соподвижник.
Живееја во 9 век, во времето кога иконоборците ги гонеа приврзаниците на православието. Козма беше родом од Константинопол и уште од младоста беше отишол во манастир и примил монашки подстриг. Потоа тој беше ракоположен за епископ Халкидонски и ревносно ја заштитуваше православната вера од еретиците иконоборци. Преподобниот Авксенти му беше помошник во таа борба. Иконоборците многукратно се обидуваа да го задобијат светителот на својата страна, но тој докрај му остана верен на православието. Козма не се подчини на указот на императорот Лав Ерменец за отстранување на светите икони од храмовите. Заради тоа беше прогонет од својата катедра и испратен во заточеништво. Кога го вратија оттаму, тој заедно со преподобниот Авксенти продолжи да го заштитува почитувањето на светите икони. Од постојаните гонења, Козма ослабе со телото, но со духот остана цврст. Светиот Козма и преподобниот Авксенти се до својата кончина неотстапно ја зачуваа православната вера. Се упокоија околу 815-та и 820-та година. Поуки од светите отци. Од Господ ни е дадена заповед за љубовта према луѓето, нашите ближни. А дали тие нас не сакаат или не, ние за тоа не треба да се грижиме. Треба да се грижиме само ние нив да ги засакаме. Старец Јован Крестјанкин. Благослови